Неделно издание на вестите во 12:30. Добар ден, започнуваме веднаш по кратката најава. Од 1 јануари туристичките агенции ќе добиваат зголемени субвенции за гостите кои ќе доаѓаат со чартер лет од повеќе дестинации. Согласно анализите на владата, очекуваниот резултат од зголемените субвенции е повеќе туристи и подобар развој на туристичкиот сектор. Градоначалникот на општина Штип, примариус магистер Илчо Захариев, денес го посети првороденото бебе во Штипската клиничка болница. На родителите им подари пригодни подароци. Ноќеска заврна долгоочекуваниот снег кој иако во мали количини ги израдува љубителите на снежните врнежи. Од Автомотосојузот на Македонија препорачуваат внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Согласно анализите на владата, очекуваниот резултат од зголемените субвенции за развиените земји што државата ги дава за привлекување странски туристи е повеќе туристи и подобар развој на туристичкиот сектор. Со мерката што стапи во сила на 1 овој месец, за гостите кои ќе доаѓаат со чартер лет од Израел, Австрија, Малезија, Јужна Кореја, Италија, Франција и Шпанија, субвенциите се зголемуваат од 25 на 65 евра по лице. За туристите од Чешка, Словачка, Унгарија, Полска и Романија пак зголемувањето е од 25 на 35 евра, а подоцна ќе достигнат до 45 евра поединечно. Од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот информираат дека е изработен правилникот врз основа на кој ќе се врши распределбата на субвенциите и дека туристичките агенции може да пристапат кон склучување договори со евентуални партнери од државите за кои важи зголемувањето на субвенциите. Со оглед на тоа дека странските туристи придонесуваат за зголемен девизен прилив, експерти сметаат дека овој потек би бил добар како за домашните туристички агенции со зголемување на нивниот профит, така и за општиот економски раст на Македонија. 2016 година започнува и со повеќе пари за стоматолозите и поголеми плати за специјалистите од стоматолошки клинички центар, поточно 5 денари повеќе за пациент, односно за специјалистите личниот доход ќе биде потежок за дополнителни 20%. Со зголемување на капитацијата се опфатени 1146 тимови на стоматолози кои работат во 963 ординации. Од наредниот месец финансиски бенефит ќе има и за над 500 медицински сестри, техничари и останат медицински персонал кои во меѓувреме завршиле високо образование. Повеќе пари од фондовската каса ќе има и за матичните лекари. Од 1 јули наместо 50 ќе земаат 55 денари по пациент. Бенефитот од оваа мерка ќе го почувствуваат 1527 тимови кои работат во 1085 ординации. Градоначалникот на општина Штип, примариус магистер Илчо Захариев, денес на акушерско одделение при Штипската клиничка болница го посети првороденото бебе и неговата мајка. Првото бебе кое се роди на 1 јануари во 6 часот и 30 минути е девојче. Примариус магистер Илчо Захариев при посетата на новороденчето и родилката им додели пригодни подароци. Еве денеска, после нова година, дојдовме во нашата клиничка болница, во одделението за акушерство, да ја посетиме првородката која се породи после нова година. Да истакнем дека првородката ни е од ромска националност. Детето е 7 по ред и е керкичка. Сакавме со давањето на скромни поклони да кажеме дека ние како држава водиме ред за наталитетот. Убаво е што во нашата клиничка болница персоналот, комплетно од специјалистите, значи од лекарите до средниот персонал, акушерките, се грижат да навистина има добри услови овде и за породување. Ноќеска заврна долгоочекуваниот снег. Со силни виулици и снежни наноси ова неделно утро не изненади со снежна покривка. Иако во мали количини во Штипско, сепак ги израдува љубителите на зимските врнежи. Снег заврна и во останатите делови од Републикава, а на истокот во Кочани, Делчево, Смојмирово, Струмица. Во западниот дел од земјава се очекува снежната покривка да достигне и до 25 сантиметри. На пониските места врнежите од снег се со намален интензитет, додека значително повеќе ќе ги има над 800 метри надморска височина, а во текот на утрешниот ден на висина од над 1000 метри. И утре времето ќе биде нестабилно со врнежи од дожд и снег. Дневните температури ќе се движат од 0 до 10 степени. Променливо облачно време со повремени врнежи, претежно од дожд ќе биде застапено во крајните западни и источни делови на земјава, каде наместа ќе бидат обилни. Стабилизирање на времето се очекува од петок.
Сообраќајот на сите патишта се одвива без забрани и застои, по наместа влажни коловози. На поголемиот дел од патиштата засега нема големи задржувања на снегот, освен во западниот регион каде веќе има снежна покривка од неколку сантиметри. Од Автомотосојузот на Македонија препорачуваат внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Посебно внимание е потребно на делниците кои минуваат низ клисурите и засеците. Студентите при Штипскиот универзитет Гоце Делчев ке можат да посетуваат настава по скијање во Република Бугарија. Оваа активност се организира во соработка на Универзитетскиот спортски центар со одделот за спорт при Софискиот универзитет. Наставата е наменета за сите кои сакаат да научат да скијат, како и за оние кои веќе имаат одреден степен на познавање на скијачката техника, а ќе се реализира во период од 21 до 26 февруари 2016 година на Маловица, Рила планина во Република Бугарија. Обуката е организирана во групи согласно степенот на познавање на скијачката техника, почетници, полускијачи и напредни скијачи, по утврдена програма реализирана од страна на лиценцирани инструктори. Иранските демонстранти упаднаа рано изутринава во амбасадата на Саудитска Арабија во Техеран, гневни поради тоа што Рихат го погуби истакнатиот шиитски свештеник Нимра Ал-Нимра. Иранската револуционерна гарда се закани со тешка одмазда на саудитската сунитска кралска династија поради вчерашното погубување на Нимра, кого Ријад го смета за терорист, но кој во Иран е славен како заговорник за правата на маргинализираното шиитско малцинство во Саудитска Арабија. Демонстрантите кои во знак на протест се собраа пред амбасадата, упаднаа во зградата и почнаа да пукаат, пошто интервенираше полицијата и успеа да ги оддалечи од објектот. Нимра, најголем критичар на саудитската династија меѓу шиитското малцинство, важеше за лидер на младите шиитски активисти, кои повеќе не го толерираат неуспехот на постарите умерени лидери во постигнувањето на рамноправноста со сунитското население. Италијанските власти и безбедносни служби дале знак за тревога, бидејќи било утврдено дека нов терористички фронт против Италија се отвори на исток. Опасноста се нарекува Балкански бригади, а заканата пристигнува преку Албанија и Косово. Ова го пишува италијанскиот весник Стампа, повикувајќи се на извори во италијанските безбедносни служби и КФОР на Косово, каде што според податоците на НАТО има повеќе од 900 исламистички терористи. Торинскиот весник укажува дека малку се знае за неа, но експлозијата на џихадистичката страст кај населението што зборува албански многу ги загрижува европските, американските и блискоисточните антитерористички служби. Овие се оперативно подготвени локални кели, добро снабдени со пари и оружје, со силни семејни врски што продорот во нив го прави многу тежок, вели весникот. Blackbird или црна птица е дефинитивно најбрзиот авион на светот и е 3 пати побрз од звукот. Иако неговите неверојатни способности никогаш не се достигнати, авионот замина во пензија на почетокот на студената војна. Црната птица е повлечена од употреба во 1990 година, непосредно пред падот на Советскиот сојуз. Главната причина за повлекувањето е затоа што била превисока цената за операциите. Американските воздушни сили освен тоа се сомневале дека авионот нема да може да се носи со новите советски ПВО системи. Трошоците за негово користење би изнесувале $200,000 за 1 час лет. Македонската машка ракометна селекција под дводневна пауза ги продолжува подготовките за настап на Европското првенство што ќе се одржи во Полска. Во овој втор дел од подготовките ракометарите ќе се фокусираат на тактичкиот дел, а пред заминувањето за Полска ќе се одиграат и 4 контролни средби. Во текот на денешниот ден најдобрите македонски ракометари избрани од Ивица Обрван со селекцијата на Словенија ќе имаат 2 пријателски меча. На 4 и 5 јануари во Крање и Целје ќе се надпреваруваат со репрезентацијата предводена од селекторот Веселин Вујовиќ, а по враќањето во земјава ќе ги продолжат подготовките за по една недела во Скопје за противник да ја имаат Црна Гора. Нашите ракометари
за Полска ќе заминат на 13 овој месец. За македонската репрезентација престојното европско првенство во ракомет во Полска ќе биде четврто. Првпат настапила во 1998 година во Италија, второто во 2012 година во Србија и третото во Данска во 2014 година. На европското првенство во Србија македонскиот капитен Кирил Лазаров беше прогласен за прв стрелец со 61 гол, што е рекорд според бројот на голови на едно европско првенство. Ви благодарам што бевте со нас. Следното информативно издание е во 16 часот и 30 минути. Останете со Канал Плюс.